во преддворието на новото председателство на Доналд Трамп, кој треба да биде инаугуриран на почетокот од наредната година, гледаме едно огромно реструктурирање во светот. Башар ал-Асад избега од Сирија и доброволно ја предаде власта на бунтовниците. Кажи добро утро прво, Веселя Кавадаречки. Добро утро. Па на крај кажем добро утро. добро Ти мене утро. уметничкиот доем ми го земаш, но нема врска. Се извинявам. Башар ал-Асад ја напушти Сирија. Русија и воведе огромни царини на Кина, обидувајќи се со тоа да влезе во антикинескиот корпус на Доналд Трамп. Иран, наместо да биде агресивен, се повлекува пред Западот. Турција се обидува да ги добие своите интереси во Сирија. Гледаме и некакво локално поместување во Македонија. Наеднаш најголемите сојузници до вчерашни на САД, оние кои заедно со амбасадата на САД отвара автопати, се најдоа на црните листи. Артан Груби е на црната листа. Огромна полициска акција од една страна во енергетиката, од друга страна вчера гледаме и во фонд за иновации. Аги им требаше ова да биде досадна зима, погледни што се случува во светот, а некако е тоа како да е продолжено и во Македонија. Добро утро. Добро утро, прво да кажам, ќе ти одговорам на ова прашање, прво во свој стил да го поздравам народот наш, душа на патена, македонски народ е 5 века турско. Калимера с филјаки стил Македонија, ехине калајсте, ола, мерхаба, мирмунџе си затреи на Македонија, спресојќи мир. Не знам. Еми добро утро в Македонија, какво става? Тоа е веќе еден јазик, може да одиш на следниот. Добро. Турски, гинајден Македонија, иншаллах, и се нас. كيف حالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله сина рабија. И на уште многу јазици би можел да го кажам тоа е само затоа што сакам да го разбудам комплетниот корпус кој што сака да не слуша, сигурен сум дека сака да не слуша, барем по она што го читаме по поракиве, по коментарите и така натаму. Се надевам дека денеска со оглед на невообичаеноста на петочната наша емисија и на овој пристап кој што ја обично го инсталирам како полушалабајзерски, ни спомнуваат мајки, шајки, сестри и така натаму, не мразат, и затоа сакам сите ги разбудам, пошто денеска ќе ве разговараме за работи кои што сите ги интересираат. Ама ајде денес да бидеме озбилни. Ајде, смртно озбилни. Им должиме на нашите слушатели денес да не бидеме толку забавни колку што треба да бидеме аналитични. Обечавам, кеве ми има да бидеме озбилни као смрт. И многу аналитични. И по-аналитични, најаналитични. Набројав случувањата, светските случувања ќе ги оставиме за друга прилика. Црната листа на САД е Шием и Гаджура. Ово јавно го кажам. Зошто е тоа така? Кому е гајле дали има или нема влез во Америка? Ако е санкцијата, тоа да некој влезе или не влезе, дослушајме, знам што зборам. Значи, ако Артан Груби е ставен, го земаме како елемент, како момент, Артан Груби, олицетворение на сите оние што се на црната листа. Ако казнате да некој не може да влезе во Америка, забранет му е влез во Америка, баш го заболе дали он ќе влегува во Америка или не, онака нема у план да иде во Америка. Меѓутоа, американците со својот модел и со својот феномен на црната листа на САД многу повеќе делува воспитно, едукативно, казнено во светот, отколку што тоа го прави поради тоа што не сака да му влезе во Америка. Значи црната листа, извини Агим, според тебе е политичка порака. Апсолутно максимално. И единствено тоа. Сега, да. Во кој момент доаѓа сето ова со црната листа? Сето ова... Дуи партијата на Артан Груби почна одредени протести, наместе едно, за мене, неугледно шаторче пред Уставниот суд, во предворието на одлуката на Уставниот суд во односот на законот за јазици, се најавуваше дестабилизација. Пред 2 недели имавме некакви палења на знамиња и така натаму. Значи, зошто токму во овој момент тој се најде на црната листа, а не
пред 2 месеци, по 2 месеци, пред 3 месеци, по 3 месеци. Рековме ќе бидеме озбилни, ама морам да ти кажеме на неозбилен одговор. За чисто брашно, како зошто? Американците дадоа до знаење дека ние малку забегавме и малку поинаку се однесуваме од она што они ни го дозволуваат. Пази, дозволуваат, колку да звучи брутално во своја земја, некоја ти дозволува што да правиш. Тоа е тоа. Меѓутоа, еве што се случува фактички. Американците, пази, читај го јазикот на дипломатијата, на политиката, читај го јазикот на повисоките калимери на кои што нештата функционираат. Осети народ што гледа вести. Вестите велат, Артан Груби на црна листа пукна резил, на овие им пукна балонот со представата што сакаат да направат пред Уставен суд и така натаму. Меѓутоа, реалната порака на американците е: деца, бидите мирни. Исто како во една соба во која што две деца, две синчиња си играат, таткото чита вестник и со едно око ги посматра што прават деца. Деца джавкаат, викаат, бам бум се тепат и таткото го зима вестникот во еден момент и вика: "Доставе!" Тоа го направи американците. Токму тоа го направи. Не таласајте, пораката беше. Зошто? Затоа што која будала смета дека американците ќе дозволат било каква дестабилизација во Македонија? Комплексен геополитички момент за светот. Чекај се, не само во овој момент американците кои ќе сакаат да прават дестабилизација нема ни да не прашаат. Значи, американците точно како таткото во собата со децата стана, замавна со вестникот и рече: "Деца, сус, не кењајте." И пораката е, простете на простаклукот, ама пораката е само таа: "Деца, не кењајте." Чао. Агим, значи, ти ја разбирам поентата и мислам дека слушателите ти ја разбра, но она што и дава невидена сила во овој момент на оваа политичка порака е дека таа, освен во овој комплексен меѓуетнички, ние генерално во овој момент немаме сериозни меѓуетнички проблеми. Имаме некој сака да создаде искри од свој политички... Ние немаме никакви меѓуетнички тензии. Да. Освен фиктивни политички. Политички кои сакаат да прераснат. И на двете страни една контролирана маса на будали, и кај македонците, и кај албанците. Уште од предизборите... Кои се употребна маса. Уште од предизборите, Христијан Мицковски, ВМРО ДПМН, го имаат таргетирано Артан Груби како архетип за непријател на нивната политика. Дури тие не беа толку агресивни во изминатиот период ни кон СДСМ, колку што едноставно, постојано, за сега напаѓаат Дуи, а Артан Груби беше некаква, како да кажам, мистификација на таа политика на Дуи, која ВМРО ја напаѓаше. Сега е на црна листа. Дали со ова американците му направија услуга на Христијан Мицковски и што очекуваат од него сега? Дали може би очекуваат бугари во устав? Ова е некаква награда за ВМРО ДПМН, која треба, нели, сега да ја... Сега треба да испорача нешто назад. Повторно ќе се вратиме на јазикот на едноставноста. Во овој момент на американците сме им потребни овакви какви што сме. А за да бидеме такви какви што сме, мораме да слушаме што мислат тие. Тие мислат вака: "Деца, сега за сега овде не сме да има ни скачки, ни мачки, ни дестабилизации, ни ова, ни она. Има да терате со државата еден период, додека ние не смислиме што ќе правиме понатаму, додека не видиме како ќе профункционира Трамп, за да знаеме како геополитиката ќе тераме понатаму, за да знаеме Балканот генерално цел е измешан тоталка. Ние им се смееме на србите, на овој, на оние црногорците, на босанците, меѓутоа ние сме сите на Балканот во една иста каша, во различните варијанти, негде посолена, негде е по-кисела, меѓутоа амбиентот е сосема ист. Што значи тоа? Балканот и понатаму останува во форма каква и е потребна на геополитиката, чите у заграда Америка. Блискиот исток претрпува измени, претрпува промени и има во најава нешто што треба да се случат. А тоа е, нели, Трамп вика: "Јас сум за тоа да се прекине војната во Газа, ќе работам на тоа. На Украина ќе пресечам канали на помош на ниво на кое што го работиме", и ецетера. Дали Балканот останува, како што и е улогата на геополитиката, како резервна варијанта на Блискиот исток? Оној момент
Кога Блискиот Исток ќе влезе во една фаза на влегување во мирна решенија и така натаму, дали тогаш ќе се актуализира Балканот? А тогаш не е еден, има да измислат уште 10 артан груби во побрутална форма. И во Македонија, и во Босна, и во Србија. Дали американците му направи услуга на Мицкоски? Не му направија услуга на Мицкоски толку колку што себе си го чуваат мирот. Зошто го зборам ова? Прво, Мицковски, да се разбереме, не постои во јавноста ниту еден збор за која може да се фатат дека му е деструктивна или води во порака на деструктивен правец. Мицковски сето она што го прави во доброто, за доброто на Македонија во декларативна смисла, но сведоци сме на тоа дека го актуализира и операционализира на терен. Што значи тоа? Видиш, гледаме, нешто се помицува, Мицковски сериозно има намера, или барем покажува дека има намера да воведе некаков ред. Ако не да воведе ред, барем да покаже дека се бори за да воведе ред. И јас тоа го поздравувам. Тука 100% го поздравувам тоа што Мицковски го прави, затоа што некој мораше да ја отвори ова Пандорина кутија. Кога веќе таа се отвара, прашањето е, од таа Пандорина кутија, што се ќе излезе? Дали Артан Груби ќе биде само врвот на пирамидата која надолу одејки, контлото на тој квадрат од пирамидата, ќе собере имиња на барем уште 10 до 15 звучни имиња. Што е проблемот и зашто Македонија има сериозен проблем? Ајде вака, ние имаме една декларативна борба која се вели, во која велиме дека идеме напред во борба против корупцијата, криминалот, организираниот и така натаму. Дали знаеш зашто е тешко да се совлада организираниот криминал? Прашање до тебе. Дали знаеш зашто е тешко да го убиеш во поим организираниот криминал? Затоа што во Македонија тој е навлезен во врвот на власта. Не, одговорот е многу поедноставен. Затоа што е организиран криминал. Ме разбираш? Значи, добро, но Аге, значи ти сметаш дека например, ова сега го зборувам како некаква перцепција, секојдневно се гледам со луѓе, дел се познавачи, дел се професори, дел се обични луѓе во Гранап, имам диапазон на движење од Пазарче до Ману. И можам да ти кажам дека една од перцепциите која ја слушам е дека сега еве американците на Мицкоски ќе му помогнат, ќе му ги исчистат политичките непријатели, а за возврат тој ќе ги стави бугарите во устав. Не. Бугарите во устав е приказна уште пред да дојде Мицковски на власт. Што значи дека Мицковски е сега улетан во играта, а не дека ова е спремено поради него и така натаму. Значи имаме, ми ја прекина мислата од преска која беше многу сериозна, ако смеам да завршам само. Ајде. Да се разбереме, преска спомнав зошто е тешко да се убие во поиме организираниот криминал и реков токму поради тоа што е организиран. Пази, Македонија е ставана, значи, погребувана во оваа ситуација. Правена е дупка во која што е покривана со земја за да се заташкаат сите овие нешта во континуитет 30 и нешто години. Ниту СДСМ е лоповот, ниту ДУИ, нити ВМРО, ниту било кој друг е виновник што Македонија е навлезена толку длабоко во овој феномен на корупција и криминал. Туку кој е? Сигурно не е Круме Берберо, туку сите заедно они. Не постои политичка гарнитура зад која што не постои или која не остави афера зад себе дека неверојатно многу е крадено, забошотувано, дека е работено на непотизам, криминал, etc. Што значи тоа? Нема муж. Јас тврдам одговорно дека нема муж во Македонија во овој момент кој ќе застане. Не дека нема следбеници, има таму они чутат ко онакво угаки. Значи, да бидам у свој стил. Значи, не дека нема тип или нема следбеници, нема храброст никој, затоа што никој нема да го дозволи тоа, поготово не американците. Имено што сакам да кажам, ако сака некој да земе пирамидата на организираниот криминал, тотално да ја сруши, нема да може ке изгори, затоа што врани очи не вади. Колку политички гарнитури имаме, кои на изборите ветуваа
дека ќе се фатат во костец со организираниот криминал. Секоја е И една. на крај ништо. А зошто знаеш ли ништо? Затоа што никој нема, народски речено, чист гс. Толку. Одиме со кратка пауза за реклами и се враќаме во вториот дел со нови детали околу сите овие случувања кои се случуваат во Македонија во изминатите денови. Добро, ова Соединетите Американски држави што навлегува во ваква Агим, добар си? Добар, јас сам на себе си Де, ја викам да не се уплаши ти од црна листа. Ма јок, јас сум на сите листи персона грата, не сум нон град. Тебе, Агим, сите го сакаат. Но, ова што Мајка ми највише. каков ќе биде резултатот за Дуи по ова што се случи? Првенствено, Дуи е се уште многу мокна партија, многу голема партија, веројатно се уште важи за најголема партија на албанците во Македонија. Следниот чамар на американците кој на албанците, знаеш кој ќе биде? Кој? Па сега, пушти ме Чекај само да ти... Не, ќе те пуштам само да Дај ми пиштол да го утепам, остаме да зборам. Да поставам теза. Се уште мокна партија, за разлика од Рамис Мерко кој го исклучи, а Зартан Груби велат ние не го исклучуваме, но тој самиот се повлече од јавниот живот. Ти као да не знаеш како иде тоа у високата калимера, све у бели рукавици. Се у бели рукавици у високата калимера. Пази, ова, дали ти мислиш дека една удар? таква суетна личност, како што е Артан Груби, туку така, најладно крвно, би го направил се во и би рекол, јас се повлекувам во интерес на моето семејство, партија и така и така. На семејството апсолутен респект, приватно апсолутен респект кон Артан Груби, го познам лично семејството Груби, ги познам цела поширока фамилија и имам само најубави зборови да кажам за семејството Груби. Зборуваме за политичарот Артан Груби, не зборуваме за личност Артан Груби. Многу ми е жал што консеквенците на оваа црна листа се спомнати и фамилиарно. Таа фамилија не заслужува такво нешто. Повторувам, ги познавам луѓето, пошироката фамилија се прекрасни луѓе. Сега, која е следната зврчка што американците ќе ја направат на албанците? Дали знаеш? Нека помине малку време. И само една директива, уствари нема директиви кај американците. Американците само даваат совети и мислења кои во заграда или во целофан свиткани. Да, и ај гледај не ги почитувај. Значи албанците од толку расцепкани и разединети во една бројност на гласачко тело, ако ги собереш сите, значи гласови на албанскиот политички кампус во Македонија, тој е не поголем од само ВМРО што ги има. Што значи? Не, помалку е. Да, значи ВМРО сам како партија има поголем број на гласови отколку сите албанци заедно да ги собереш. Гордана Силјановска има заедно поише од сите албанци заедно плюс СДСМ. Имено. И се што се случува. Пази, албанците за политичките игри се расцепка. Ако некој е глупа, мислам, многу е наивно мислењето дека албанците се расцепкаа себе си на толку политички партии и создадува внатре албанска позиција и опозиција, само поради тоа што сите сакаат да бидат шерифи. Не. Сето тоа е свесно, намерно, организирано, диригирано чак, за да може да се манипулира. Политиката е курва ест, викаат на латински, што значи сето тоа е добро смислено, нема случајности. Што ќе биде втората зврчка? Втората зврчка ќе биде полека окрупнување на албанското политичко ткиво. Полека, ама сигурно. Пази, ти имаш регионално гледано 3 сегмента на албанците. Албанија, Косово, Македонија. Така ли е? Диаспората е четвртиот кој е Добре, има и во Грција, во Црна Гора албанци. Не се, Чамрија, Црна Гора, Плав, Гусиње и тој дел Скадарски. Меѓутоа, што се случува сега? Проектот Голема Албанија не е проект на албанците. Проектот Голема Албанија е амерички проект. За потреби од геополитички карактер, на кој што албанците во сите комбинации се во ќар, со сето свое дување во крилата на албанците, на американците, и тоа е таква една зврчка која што геополитички
во даден момент ќе мора да даде резултат. Морам да ти одговорам на ова. Само уште една реченица. И што ќе се случи следно? Кој е најголемиот губитник тука? Македонците. Зошто се губитници? Ако македонците, пази, ова што јас го зборам како албанец често пати, со ударна критика викат, кој си ти бе да збори за македонците? Македонците се мои луѓе, бе. Изрази се. Значи, мои луѓе се македонците и мојата критика упатена кон македонците затоа што се мои, затоа што ги сакам. Јадам леп со нив. И затоа, ако македонците ден поскоро, час поскоро, секунд поскоро не се обединат, ако македонците секунда поскоро не почнат да работат на својата кохерентност, ако македонците час поскоро не создадат едно македонско тело, не разединето, не разобединето, не вакво, не такво, кукала на мајка. Сега ќе те оставиш, ако некој ми ја свати пораката, ми ја свати. Сега ти ќе ме оставиш малце јас да се изразам. Види вака се. Сега малце ќе бидам поинтелектуален од потребното за една радиоемисија, но мислам дека ќе дадам една... Дека денеска и јас сум интелектуален. Да, одлични сме двајца. Ќе дадам една рамка во која треба да ги разберете не само моменталните политички случувања во Македонија, во меѓународната политика, во Блискиот Исток, секаде на планетата. До ден денешен, најпаметниот, најдобриот фреймворк на англиски би бил кажан, на македонски би била рамка, која обштествените науки ја воспоставиле за објаснување на колективното однесување во економска и во политичка смисла, најдобрата рамка до ден денес, според мене, е диалектичкиот марксизам. Зошто? Сега ќе ти објаснам зошто. Од една единствена причина што денеска се покажува. Се извинувам. Да. Само после ќе биде касно. Прашање на некоја Мира Видановска, каков корист има Америка со голема Албанија? Многу наивно прашање, иди мотай сарми. Не, сега да ти објаснам. По-наивно прашање нема. Баш за оваа тема ќе ти разговарам. Денес, како никогаш порано во историјата, сегде во светот, благодарение на новите технологии, благодарение на социјалните мрежи, благодарение на Фейсбуци, Твитери, телеграми, ватсапи, радија достапни со еден клик, телевизија, информации, портали, се и се што, имаш народна волја која што многу побрзо може да се изрази. Например, денеска не постои ниту еден светски лидер кој може да владее повеќе од неколку години без широката поддршка од народот, освен во Северна Кореја, која е нели изолирана од светските текови. Мислам дека и ова е наивно гледање. Сега ќе ти кажам зошто денеска не постои самостоен лидер генерално и воопшто. Не, апсолутно, но сега глобализацијата си направи своето. Сега ќе се вратам на глобализацијата и на тој феномен. Пример. Го имавте вие во Ирак Садам Хусин кој беше сунит и владееше со мнозинството шиити. Каде е денес Садам Хусин? Па ја гледавме снимката која го обесија. Дали стварно го обесија како Чаушеску што вика дека на ден е уапсен Садам Хусин. На денешен ден. Денес е јубилеј од апсењето. Го имаме Башар ал-Асад кој е шиит од друга страна и владееше со мнозинство сунитска земја. Неговата фамилија 70 повеќе од 50 години, од 71 Лепи врати се на Балкан. Значи не, сега ви. Каде е сега Башар ал-Асад? Завчера избега во Русија. Што ти кажа тоа? Ти не можеш, вклучително и денес, токму затоа проектот Голема Албанија не е утописка замисла. Ти не можеш денес врз мнозинско население да наметнеш малцинска волја. Токму затоа што живееш во едно премногу дифузно време со премногу информации, со премногу... Еве, ВМРО ДПМН зошто дојде на власт во Македонија? ВМРО ДПМН не дојде на власт во Македонија затоа што СДС го смени името. СДС го смени името, за 2 години пак дојде на власт. ВМРО ДПМН не дојде на власт во Македонија затоа што
СДС попушти пред Бугарија и ќе попушташе уште повеќе. Не, и тоа е заблуда. ВМРО дојде на власт во Македонија од една единствена причина. Затоа што македонците, луѓето во Македонија, имаа перцепција дека албанците ни земаат се. Дали е тоа така? Дали е тоа така? Не. Не се Дали е слагам, тоа така? Еве сега ќе видиш. ама сега ќе ич видиш. не се слагам. Еве сега, го имаш као проект Eastgate, пример ти кажам. Добро, На 2 километра тук. добро. Бизнисменот што го прави Eastgate, тотално легален, легитимен од Албанија. Човек се вика Самир Мане. Човекот нема никакви национални не го прави тој проект од национални побуди. Така, он го прави тој проект за пари да прави. Као што Хароц у Лондон го направиле арапи за пари да прават, не да шират арапска Лепче, култура. врати се на Но, суштината и на Македонија. македонците како глеdaa на тоа? Еве гледај, албанците зимаат се. А зашо вие Еве немавте гледај, зашо вие немавте Еве гъс да гледај, направите? албанците купат. Не. Јас сега не го оправдувам тоа мислење. Добро. Јас ти го кажувам сентиментот каков беше. Значи, јас сум опериран во овој момент од чувства. Абе народот што размислува со сентименти, тури му таквото. Сентиментот Значи, беше клучен, тоа е диалектика. Зошто ВМРО како одговор на таа своевидна експанзија преку ДУИ, народот во Македонија одговори на тоа. Тоа е единствената причина. Зошто? Прво, не постои ниту еден релевантен факт дека постои било каков проект Голема Албанија. Такво нешто за мене не Лепче, постои. ај врати се Тоа на е само на национал-шовинистичко, тоа е само национал-шовинистички романтизам. Проект Голема Албанија не постои. Проект Голема Албанија не е можно да се реализира. А најмалку од се Соединетите Американски држави стојат за таков некој проект. газ и емисија, што се тресна, газ и емисија од иде на една дома. единствена причина Не се слагам, што пуши ме разбора. Соединетите Американски држави има е јасно, тоа е голем систем, голема земја. Има е јасно дека ти не можеш малцинска власт над мнозинска волја да воспоставиш. Лјупчо Златев, многу наивно си изнакажа, многу наивни работи. Ајде, еве, слободно Значи, побиме. да се разбереме, не можеш да прнеш без американците. Знаеш што значи тоа? Извини на изразот. Прво и основно. Во едно ано домини време галактичко 2024 година во која глобализацијата доаѓа до некаква експанзија во својата борба кон инсталирање на глобализмот, Не. на тој свој новус орди Никој не верува во глобализација. Дај ми пиштоле. Абе, остај да зборам. Ајде. Значи, многу е наивно тоа што го збориш ти. Прво, кога зборуваме за проектот Голема Албанија, не е само Голема Албанија проектот. Пази, на Кумплунг, геополитиката, кога зборувам за геополитика, зборувам за капо ди тути капи, тоа е Америка и Британија. Пази, во сенка, Ми-6 и Британија. Британците се најголемото ѓубре, пардон, не како луѓе, ова е јавен простор, значи не мислам на луѓе како луѓе и нација, политиката. Зошто тоа го тврди? Ало, дечко, од кад си ти у политици, бе? Значи, идемо дали. Како прво, во таа инсталација на глобализмот, контролата на теренот, каков е видот на борбата, каков е моделот на борбата, а тоа е контрола на ситуацијата, на просторот кој што треба да го освоиш и да го владееш. Значи, што зборуваме ние? Кој ги измисли најголемите терористички банди и групи во светот? Американците, така? Не. Кој ги финансираше? Тие сами си се создадоа. Америка во одредени периоди правела одредени коалиции со нив за да ги оствари своите интереси и потоа ги пуштила низ вода. И ги финансираш. Например, Ал-Каеда е сојузник на Америка во советските војни, но подно на крај Ал-Каеда беше требена од истата Америка Лјупчо, по не ме нервирај. 9/11. Истото Лјупчо, важи. не нервирај, земи ги да ти талибанците. Прво Добро. сами, па русите ги финансира, па овие против русите, па влегува американците, па они ги финансира, Добро, па си ама тоа скочи. е нормално, вие и кога да извиниш гледате- на изразот во таа геополитичка борба за инсталирање на контрола на терен, големите сили Добро. во еден вид на форма на ладна војна која никогаш не завршила од после Втората светска војна, со менувала форми.
Значи, геополитиката, читај во заграда Америка и Русија, си игра курташак со светот. Сега да ти кажам во однос на голема Албанија и на албанскиот национализам. Дај, фати се за една тема, вака ти испаде не знаеме што збориме, бате. На Соединетите Американски држави, големиот албанскиот национализам воопшто им беше потребен само за една работа. Ќе ти ја кажам суровата вистина. Таа работа е распадот на Југославија. Југославија денеска не постои. Поделена е на држави кои сите, вклучително дури и Србија би стајал во таа во тој котел, има одредени прозападни политики, цела СФРJ бивша. Денеска Западот нема никаква потреба од големо албанскиот национализам. Потребата од големо албанскиот национализам заврши со крајот на Слободан Милошевиќ. Утре албанците нека се молат да остане Вучич на власт во Србија. Зошто? Затоа што доколку утре некако вака се случи демократизација, либерализација на Србија во која ќе дојде власт која е многу посимпатично настроена кон САД, тогаш албанците ќе изгубат целосна геополитичка употребна вредност на Балканот. По пети пут викам, ало режија, имате ли пиштол да го усепам? Значи, не. Много сега свати го. Наивно размислиш. Не размислувам на која е потребата, зошто Америка би сакала да ја прави голема Албанија, освен да го спонзорира тој големо албански национализам за да се распадне Југославија. Еве ти зошто, чути, слушај. Ајде. Прво, за да контролираш терен. Ти не може терен со сите да контролира. Прости сега да збораме, нема пет пати барам пиштол да те убијам од режија, не ми даваат. Значи, за да контролираш терен, мораш да имаш механизми на контрола. Кои се механизмите на контрола? Прво, анализираш. Тоа не се прави ад хок, седнал у кафана Трамп и му текнало чеки ќе правам гирулти на Балкан. Не. Институции работат на тоа. На тоа работат сериозни групации, институции. 1001 фактор кој создава резиме кој вели вака: што пали најмногу на Балканот? На Балканот најмногу пали национал романтизмот. Оп, храни го. Што пали на Балканот најмногу? Нерасчистена историја. Оп, работи на тоа. Што пали најмногу на Балканот? Во Македонија што пали најмногу? Мустаките на Гоце Делчев. Оп, афирмирај ги. Кај албанците што пали најмногу? Голема Албанија, ние албанците од тука до Куала Лумпур и така натаму. Оп, храни го тоа. Кога сето тоа ќе го подхраниш, кога кај сите ќе разбудиш чувства на моќ, затоа им се представуваш како пријател. Америка вели, јас сум ти пријател. Ти што сакаш? Голема Албанија, голема Србија, голема Бугарија, Македонија. Јас сум тука, не се кирај. Ти добиеш ветер во крилата. Кога ќе добиеш ветер во крилата, со едно промискуитетно однесување на големите сили, конкретно на крај ќе те стаат на црна листа. На крај, ќе те стаат на црна листа. На крај ти ќе добиеш рогови, али кои се виртуелни, и ќе почнеш да бодеш. Несвесен дека си никој и ништо, дека си малецок и дека ќе те сгазат како мравка во даден момент. Значи, се вратиме на она твојата теза. Ако некој сака во Скопје да направи ѓурултија ненормална, што треба да направи? Прво треба да види што пали најмногу. Најмногу пали национализмот, верскиот антагонизам, културолошкиот лева страна, в десна страна вадар, и обвика, ја у Скопје ќе направам што сакаш, кога сакаш, зашто? Па затоа што ќе го хранам тоа што на луѓето ги тера да станат и да војуваат. Значи, зашто се распадна Југославија и на кој модел се распадна? Југославија се распадна затоа што беше економски угодна? Не. Со еден кредит ќе ја решаа Југославија. Југославија имаше понуда да влезе комплет, туто комплето да влезе у Европа на времето, Анте Марковиќ да биде премиер. Не. На геополитиката и требавме како распадната земја, како едно мочуриште на кое што можеш да правиш што сакаш за геополитички цели. Сега живее во парадигмата на новото време. Гледаш на нештата. Значи, 91 година, не гледам наивно. Геополитичките промени, Агим, се случуваат
во една голема временска рамка. И јас сум се родил баш кога се распаѓала Југославија, 92. Ама очигледно е тоа. Значи, сега. Но, ја веќе сум човек, имам 30 години, сум израснал, дете растам и така натаму, сум завршил школу, работам, радио, имам и се. Но, Југославија е распадната. В геополитичката парадигма денес, последните остатоци, сега ќе бидам вака искрен со вас, Александар Вучич е последната оставштина од таа политика против која Западот се бореше овде. Во моментот кога тоа се завршува, веќе геополитиката кон Балканот добива една сосем друга димензија. Знаеш како велат, како пишува сегде, нема вечни пријатели, нема вечни непријатели, има само вечни интереси. Ти не си бил во ЈНА. Интересот се Во менува. ЈНА имавме секој ден, барем по еден час, секаше политичко предавање, во кое што ни ги пунеа ушите и мозокот со информации што е политика, што е геополитика, кај е исток, кај е запад и дали сме за русите или за американците. Но Сега да ти пренесе чиче искуство. вие од една искуство Балканот, не ми од придавајте, секогаш- не ми пренесувате, државата ви се распадна како бугарска скупштина. Ало, ако е ова твојата, чекај, значи не ми кажувајте. У ЈНА све што сте учеле било грешка. Чекај, Ви чекај. пропадна системот. Значи Стварно ќе едно од гутепам. па ја токму Кажи ми ради се, ќе гутепам тоа, будала. ради тоа размислувам Ало, различно. чекај, Значи, полека. Ви од Ти ЈНА се ја распаднала утепавте Југославија. државата. Која е ЈНА, бе? Абе, распадна странските сили кои ја искористија Па, слабоста на Југославија. Па ако сте биле Во вие што се толку јаки состоеше како слабост? ЈНА, ќе сте се Ти мене спротивставиле на уопште тоа. не си ме разбрал Значи- денеска. Значи дека некој перманентно, квалитетно, сериозно работел на подхранување на уништувачите на Југославија. Тоа беше национализмот, национал-романтизмот, подгревање на страстите, враќање на историските елементи кои се нерасчистени и крв до колена. Паралелно со тоа, контролирајќи го економскиот сообраќај на пари, има пари, нема пари, даваме кредити, не даваме кредити. Многу ми размислуваш. Не, размислувам како 63 годишен човек кој што има легитимитет да споредува стар систем со нов систем. Ама не, многу на сублиминално Ако се ниво. вратиме на Како новиот бе систем, дојде некој и вас ти ми од ја псуеш Америка, Југославија, како ја не некој крием дојде дека си од ми го Америка и носталгичен. вас ве направи да бидете националисти, еве за време на вас ве Југославија. направи у Не, вие новата сте Македонија, биле кучувајќи ме и мене. Вие сте Што биле не направи, националисти. не направи живи мајмуни. Значи, не, Живееме мене 31 година тој во живо проблем. блато, јеботе. Тој проблем. И ти ме речи ми кажеш Таа перцепција која вие ја имате дека некој дошол и вас ве направил да бидете националисти, не бе дечко. Вие сте биле националисти. Вие сте биле националисти. Не може така да се И размислиш, некој во даден момент геополитички го искористил вашиот национализам и рекол: слушај, овие сега ако се напалени, мене таму ми треба да се случи тоа, да ја тоа да го искористам. Како ве хранел, бе, како ве хранел? Евидентно е твојата младост и неискуство во некои работи. Секоја чест на твоето образование, апсолутен респект на твоето образование, меѓутоа има нешто што се вика животно искуство. Добро, како еве, кажи како тебе те хранеа Југославија со национализам? Како? Американците како те хранеа со национализам албански за време на Југославија? И ова е наивен став. Баш не ме ме бранел мене кој размислувам out of the box. Добро де како е. Хранел маса на страна. Кај вас хранел ајвани. Тие од Грчец не знаеле Сарај дека постои непа некој да дошол да ги храни со национализам. Никој не ме хранел мене како човек кој размислува out of the box или тебе кој размислуваш како out of the box, така иде зборот. Значи, он тачно има таргет кого да храни. А како? Како? Затоа што стока има кај вас, стока има кај нас. И што и правил на стоката? И ја хранел бе Абдал. Значи ја хранел за национализам. Како и го давал тој национализам? Преку бајачи, преку книги, преку радио, преку телевизија, преку Твитер, преку што? Нисам преку Bluetooth. Джабе ти како им го вград? Мене тоа ме интересира, затоа што вие постојано некој друг ви е крив за вашиот национализам, некој друг вас ве храни. Не сте вие будали, некој ве направил будали. Ако сослушаш убаво, ќе дознеш. Те слушам. Значи, зошто ја преска реков, то се институции, то се организации, тоа се служби,
кои точно знаат кога да удрат, како да удрат, кога да удрат, на кој начин да го удрат, што да подхранат, што да подплатат и што да изорганизираат. Еден пример ќе ти дадам. Значи, геополитиката и геостратегијата не се планира од денес за утре, она се планира од денес за 10 години унапред. Ако јас сум Америка, имам намера да направам револуција у Турска. Глупости тресам, ама пример дам. Не си далеко. Прво што седнувам и размислам, опа, у Турска каква е ситуација, ваква, добро. Колку посто се исламисти, колку посто се демократи, колку посто прозападни, колку посто происточни. Толку. Добро. За да направиме ршум унутре у Турска. Што треба да направиме? Седи така да направиме. И ние ќе видиме прозападните на сметка на исламистите. Ќе отвориме фондови, ќе отвориме Сороси, Мороси, ќе даваме фондации, ќе поттикнуваме и подигнуваме прозападна мисла и свест. Ќе влеземе културолошки унутра. Тоа се пази, се кошта. Меѓутоа, така се планира. И доаѓаш до еден момент во кој што у Турска после едно 5 до 6 години гледаш, леле демократи у парламент влегле у танга. Додека происламистите стануваат, викаат, ој харам, како, ова е крај на светот. И у парламент унутре се фаќа две кокошки за коса. Едната у танга, другата со шамија. Од тука почнува како систем на крвни садови на улица. На улица почнели, му ебавме мајката, значи, и онда се јавува Америка. Пази, јас сум единствениот кој што јавно не се плаши да каже каква е политиката на Америка. Тоа ми го кажал американец. Не, ова е спектакуларно и уникатно да го чуеш и ти јавноста. Знаеш каква политика има Америка? Тој ќе дојде ке тебе дома. Ке те скара со женати. Ке види дека имаш убав брак. Му се свиѓа жената. Ке те скара со женати и после од кога ќе се испокарате, ќе те мири со женати, умеѓу време ќе ти ја кеца женати. Тоа е Америка. Сега затвора емисија на дома. Да ти одговорам. Значи види. И он ќе ми ја зема перфектен пример, ја зема Турција како пример една држава која многу ја почитува. Дај ми базука да ја има многу анализирано во минатото. Значи културолошки. Ти не можеш во Турција, не може никој да ја всади поделбата на танга и на исламисти. Не, зошто го тврдам ова? Тоа се феномени. Внатре во турското општество постои и едното и другото. Турција е крстосница помеѓу Запад. Не ме прекинувај, не те прекинувам, Турција како пример ја земаме. Како пример ја земаме. Она го има во својата култура всадено и едното и другото. И затоа што каде е мојата победа? Мојата победа е во тоа што ќе работам на тоа кој да надвладее. Добро, но на крајот. А за да надвладее мора да има крвна улица. Кој да надвладее? Да? Тоа не можеш ти вештачки да го одржиш, затоа што на крајот секогаш ќе победи мнозинската волја. Доколку? Па сегде е така. Затвора емисија. Кажи ми една држава во светот каде што културолошки е всадено, каде што нема политика на прифаќање, каде што народот не е доволно либерален да прифати ЛГБТ бракови, каде е тој систем инсталиран на сила. Пример, ќе земам една политика. Нигде. Затоа што не можеш да го инсталираш во такви општества. Затоа што не можеш во затворени општества да инсталираш политики кои нив не им одговараат. Истото важи и за овде. Сега ќе се вратиме назад на голема Албанија. Дефинирај ми затворено општество. Дефинирај ми, молим те. Луѓе со затворени ставови. Молим, кај имаш такво општество? Имаш у Ново село Струмичко, у Грчец, у, не знам, Глишич мој, у Чаир, тоа е луѓе без отворени поглед, што ќе видат геј го тепаат. Но сега да се вратиме назад. Затвора емисија донесува. Да се вратиме назад. Кажи. Проектот Голема Албанија. Да? Проектот Голема Албанија е геополитички мртов. Затоа што проектот Голема Албанија си ја постигна својата цел, тоа е распад на Југославија. Денеска, и тоа е парадигмата, токму затоа на Артан Груби не му е јасно зошто е на црната листа на САД. Затоа што во светот
веќе не владеат тие парадигми. Вие сакате софтвер од како се вика од 20 век да инсталирате на хардвер од 21 век. Тоа веќе не функционира така. Денес хардверот е сменет. Денес светот не гледа. Љупчо, Геополитиката не се креира Златев. така. Љупчо Златев, те сакам како човече, Добро? али за овие ставови твои, Добро? може би е во контекст на емисија да бидеме забавни, ај молим те, иди бери грози у кавадарци и не Значи, кење. не. Значи, Јас ти чекај да кажувам, се разбереме нешто. геополитички веќе на никој не му одговара да ги користи албанците за да прави на Балканот проблем. Боже му си го... Прво Затоа се што, разбереме нешто. затоа Чекај, што чекај, никој чекај. не Сега ме сака на изнервира, сега ме Балканот денес изнервира. да има проблеми. Сега ме изнервира. Ајде. Ти проектот Голема Албанија како го гледаш? Како создавање на нова држава? Не, како алатка за создавање на дестабилизација на Балканот. Само на Балканот ли е тој пример? Па не, има сегде такви примери. веројатно. Молим, што ти кажува доаѓаш на моје пак? Добро. Дека Америка си игра курташак со кого Не сака. си игра Америка, она само користи сентимент во одредени геополитички случувања кога не ја одговара, а и одговараше кога требаше да се распадне А што Југославија. е тоа Сега не ја одговара. А што е повеќе. тоа ако не е играње курташак? Целта е постигната и сега големо албанскиот национализам завршува по црни листи. Утре ја гарантирам да отидат. Да отиде утре Христијан Мицкоски. Да? Да прати полиција, да најде докази за криминал, за корупција, за Добро. било што. Да? Да отиде да го уапси Али Ахмети и со лисици да го однесат Али Ахмети во Идризово. Дали ти мислиш дека било кој центар за МОК ќе се дрзне да реагира за политички програм врз албанците од Македонија? Слушај ти, дечко. Сериозно ме нервираш са бајлево. Ама еве сега ти кажам, Прво- дали мислиш дека прво, било кој ќе реагира? Контролата на теренот е толку јако инсталирана, што прво никој нема му дозволи да дојде до докази. Ај што нема никој да му дозволи да дојде до докази. Ај што никој нема да му дозволи да мрдне. Да мрдне, буквално ни да мрдне, ни да прдне, без да добие дозвола, за правење на нешто што може да има сериозни и тектонски последици. Што бе тектонски? Сериозните и Старецот тектонски- зајас го уапсиле, што тектонски? Што тектонски ќе му тоа? Види, ајде идеме негде на чорба, заеби муабетов, дурне сум те убил. Значи се нервирам, сериозно се нервирам. Како не сваќаш? Ја прескав, чак до таму отидов да еве се извинувам јавно на американската администрација што реков дека се игра курташак, а што е тоа ако не е играње курташак? Значи, да се разбереме нешто. Ти овде имаш држава за која прво треба да им заблагодариш на македонците што е држава. На На американците. Тито му се заблагодари. Не, на Тито Па е сега ти го бугарите викаат на Тито, Ево- овој викаат на американците. Ево ти Значи на- сите ни направиле држава освен ние. Еве ти ga на Ашим Сите ни сега, направиле затоа што нас држава, преска само ние не сме фрлаше. направили. Ево ти ga на Ашим сега, затоа што до преска фрлаше дрва и камења по Југославија, за Тито ми го спомна, не Кење. Значи да се разбереме нешто. Американците, Македонија не е продукт на Југославија, Македонија е нус продукт на Југославија. Од американците се многу грубо речено ктитори на Македонија. Добро. Тоа е прво. Сега на Македонија си или на голема Второ, Албанија? ја, Не, американците. Пошто Американците нели се на- ја поддржуваат и голема Албанија, сега викаш ја поддржуваат Македонија. абе зашто ти мислиш дека американците 724 се бават со Македонија и Не бе, Албанија? уопште не се бават. Они и тоа го Абе тврдам знаеш што цело сме ние време. за нив Никарагуа? Па тоа го тврдам ја цело време. И Ти значи, ми збориш а ние дека они одека- сега тука всадувале ова, Не правеле ова. ме разбира, пустеле детево, ова. детево не ме разбира, Да. се нервирам сериозно, детево не ме разбира. Значи, он овдека ти држи влага, држи воду док мајстори оду за своји потреби. Како не сваќаш? Албанија е исто. Со тоа што разликата помеѓу Македонија и Албанија е што Албанија има многу подобра значи положба, има море, го контролира Отранскиот влез во Јадранското море. Зашто мислиш дека Албанија влезе во НАТО преку ноќ? Година дена пред да влезе во НАТО, во Албанија влегува по магазини, беше тотален распад система, не функционираше ништо и тоа беше нула. Следната година влегува во НАТО со исполнети стандарди. Абе не види наивен Освен што имаат мори, да, тоа е голема предност. Единствената предност за Македонија Албанија
на во раскрсница. однос на Македонија, извини, Македонија тоа на што раскрсница. На раскрсница клозет не се прави камо ли држава. Сега, Албанија во однос на Македонија, единствената предност што ја има Албанија во однос на Македонија, знаеш ли што е? Освен морето Ајде и те видам, геополитички. илуминати Тоа омеа што домине. во Албанија, за разлика од Македонија, каде што последните 7 години имавме една крајно бахата, неодговорна, една луда власт. Мене луѓе, од 2019 година ми немаат наплатено данок на добив у фирмата предходната власт. Како да ви кажам, тоа говори колку се неодговорни. ВМРО дојде ми блокира сметка третиот ден. Кога се смени директорот. Значи одиме понатаму. Единствената предност на Албанија е во тоа што Албанија во последните 7 години, за разлика од Македонија, имаше една одговорна власт која одговорно направи политика на привлекување на странски инвестиции, одговорно направи политика на стабилизирање на економијата, одговорно почна да развива региони кои беа неразвиени. Тоа е единствената разлика помеѓу Албанија и Тоа се Македонија. дефинира со еден збор. Ти ми набројуваш тука одговорен однос кон ова, кон она, кон Да, ама не, тоа е реалноста. Сето тоа има, реалноста има само еден одговор од 3 збора на ова све што ти го збориш. Си ја сакаат земјата. Ало, дечко, ние не си ја сакаме земјата. Допред Еди Рама не ја сакаа земја, дојде Еди Рама и наеднаш ја засака. Пред Еди Рама зашто иде напред? Им беше пара според државата. Знаеш ли зашто Косово иде напред? Значи до тогаш не ја сакали и наеднаш дојде, не бе, имаат одговорен политичар на власт, Соочи се тоа е со тоа. вистината. Дали знаеш зашто Косово оди многу побрзо напред од нас? Си ја сакаат земјата, си ја сакаат државата. Абе, немој филозофии такви, си сакаат, не си сакаат. Филозофии, имаш одговорна власт, која се грижи за државата и неодговорна власт. Во моментот, во Албанија, на вистина има одговорна власт во последниот период и ќе продолжи да има најверојатно. Ние во Македонија имаме, сега за прв пат ги гледаме у последни 7 години некакви, уште не можам да наречам дека оваа власт е одговорна, туку би рекол некакви првични сигнали дека ќе имаме одговорна власт. Дали ќе имаме, ќе го знаеме до година. Сега ти одговорам, знаеш кај најголемиот заеб у целата таа работа? Каде? Такви им требаат на американците у моментот и затоа се такви. Кои? Војнука ми, да не биде ко прошла емисија војна ми. Значи Заев нив не им требаше да биде одговорен. Абе, ситуацијава каква што е таква им е потребна на американците. Многу просто, кратко и јасно. Нас овде сите сме свесни, и македонците и албанците, дека подхитно, још јуче, ни е потребна принудна управа. Принудната управа веќе ја имаме и се покажа дента кога Артан Груби доби известување дека на црната листа. По принудна управа, од тоа немаш. Не буди... Како бе, не беше принудна управа која на Кочо. Ја мислам дека не е тоа принудна управа. Ја мислам дека едноставно тие не прифаќаат криминалци. Ја мислам дека е петок и дека треба да име петак дан за метак. Ги гледам официјалните извештија, значи едноставно ќе ти објаснјавам американците принудна управа правиле што го ставиле на црна листа Артан Груби, он што зимал мито од Сашо Мјалков, тоа не е битно. Ради американците е на црна листа. Артан Груби е на црната листа поради себе. Исто како што Башар Ал-Асад е поради себе на црната листа, исто како што Кочо Ангјушев е на црна листа поради себе, исто како што Сашо Мјалков е на црна листа поради себе, исто како што Никола Груевски е на црна листа поради себе, не е поради американците сам таму. Сите овие што ги и Рамиз Мерко и сите што ги набројав се на црната листа поради тоа што тие правеле тоа што правеле. Ај врати се на почетокот на емисијава. Ајде. Драги слушатели, вие сте ми сведоци, пошто сериозно да има... А зошто Енвер Беџети е ставен на црна листа? Затоа што носел пресуда, земал пари за да донесе пресуда. Па кој мене? За чисто брашно е ставен. Шо мислиш ти? Зашо е ставен? Заради криминал. Не бре, за пример. Ало. И Артан Груби е ставен за пример, не за криминал. Што мислиш дека нашите служби не знаат кој лаже, кој краде? Што мислиш дека нашите ОЈО, МОЈО, СЈО и така натаму не знаат кој лаже, кој краде? Него американците го дават за пример, затоа што по системот на Каран Течерко сети се снао, ние сега треба овдека да уцвикаме, да кажеме чекај бре, не е то тек така. Треба сериозно да продолжиме да се бориме со криминалот, корупцијата, etc. Ама извини, и нека ми извини и целата јавност, што простачки ќе го кажам, курмој,
Зашто? Затоа што ти за да вовлечеш, за да унесеш ти ред во оваа земја, треба тектонски да фатиш да дигаш на клоци. Дали имаме еден премиер? Ајде ве, ја повикувам јавноста, нека каже гласно. Дали имаме еден премиер зад кој бил и поминал и така, зад кој нема опашка за криминал? Хари Костов. Или барем, да. Хари Костов. Причу. Хари Костов, Емил Димитриев. Ај осте да зборам сите мене. Ај. И сега пази. Имаме ли ние еден премиер зад кого нема опашка за криминали, корупција, непотизми? Немаме. Хари Костов имаме и ли Емил ние Димитриев. една власт која во својот мандат зад себе не оставила отворени Ама кој е прашања крив за за тоа? криминал? Американците ли се криви? Вујнати. Кај е Или- вујнати у моментов? Имаш вујна? Две. Поздрави ги и двете, ајде гаси емисија. Значи, будало, кој е со крив кого за тоа? збораме? Дали се криви американците или се овие од тука што крадат? Ај може и двете двои вујни, мојата е една и таман три вујни. Ај, Значи, чекај, не. Ај. Кој е крив? Дали се криви Круме американците? Бербер, бе, осте глупче. Американците се криви или овие што краделе тука се криви? Абе, американците не се криви, американците само те мониторираат. Епа, И ти што е даваат проблемот? правци што Епа, треба што да е правиш проблемот? во видне информации, црни листи. каде е тука кур се голема тресе. Албанија? И што правиме се? Ја не се закачив со тоа за тебе, јас се закачив, ти ми рече дека они денес биле главни идеолози на голема Албанија. Јас тука мене ти ми изгазна на Лажеш жуј. јавно во јавноста, Ја дека јас сум премотај рекол, емисија. чекај, јас сум рекол дека што се они, дека се Мецени на проектот голема Албанија. Не бре, не реков ја мецени. Кога викаш амерички проект, пази, и тоа е добре што ова го кажа за да го дообјасниме. Ајде добијат. Кога Не, велиме, нема да излезе дека не сме се слагале кога цело нешто време. велиме Да. амерички проект, не подразбираме само Америка. Тоа се системи, тоа е глобалистички сили. Значи, тебе никој не ти е крив што си на раскрсница без некоја корист, дека гео на картата по GPS поставен кај што си. Да имаш ти море, колку што има Албанија. Да имаш ти сите ресурси кои што ги има Албанија. Да имаш ти контрола над Отранската врата, каде што за паркирање на нуклеарни подморници е Елдорадо на светот, затоа и градат американците тамо, како што сум чул, можда не сум во право, да не испадне јадам гомна без веза. И значи, ти би бил поинтересен за американците него сега. Ти сега знаеш зашто си интересен? Затоа што си ти овде една како ти кажам, авионска писта за да полета и да залета ако му е затребано од тука да иде надале неки грчки острови. Добро, виж. Ало бе, Копук си бил, Копук си останал, ја ли сум ти крив? Мислам, ја ти сме заедно копуци во оваа земја. Никој не ти е крив што си бил и останал Значи Копук. не, има земји со многу полоше географска позиција од Македонија. Као на пример Никарагва. Као на пример, не знам, Словачка, као на пример Естонија, као на пример има многу. Што имаат многу по значи геостратешки позицијата има дури полош од Се нашата. надмина денеска и Но се многу посериозни држави од нас. Не поради геостратешката 5 до позиција. 10, ајде идеме на Туку чорба. поради мајндсетот на политичарите дека треба да прават политики кои се одговорни и поради односот кон бизнисот, поради односот кон човековите права, поради односот кон владењето е различен. Не сме ние жртви, има например, замисли да сте се роделе во Африка, негде од Танзанија, колку полоши геостратешки Да не мислиш позиции дека ќе си си имале. подобар ти него од ние во Африка. Ти си овде кај исто Африка, Танзанија. Ти си Ботсвана овде кај Македонија. Имаме 90% интернет, имаме вода, имаме струја, имаме грејење. Частна реч, ти си Значи, Ботсвана. Швајцарија во една форма од Монти Пајтон. не Тоа сме ние. Имаме све, имаме кабловски, имаме. Не е толку. Драги слушатели, петок е, а викат петак дан за метак, а како метак, денеска метакот беше само за Љупчо. 50 пути побарав пушка од режија да го утепам Љупчо, не ми дадоа пушка, вика немаме ние такви работи. Агим американците, пошто за се се одговорни американците. Бе не знаеш реков како е се тоа? се они криви. Значи, Он не крив што си ти мајмун што се те манипулира. Сега ќе ти кажам нешто, вика го прашуваат Кристофер Хиченс, вика се расправа со еден Кристофер Хиченс е огромен атеист и се расправа со еден верник голем. Да.
И тој верникот, ти си ваков, таков, и вика, бе, види се, а ти веруваш у Господ, да. Па мене вика, твојот Господ ме створил, вика, да бидам ваков. Кој си ти, вика, сега да се противиш против Божјата волја? Така и јас, ја ви, може, мене американците ми рекле да ти изнервирам од ова сабајле, затоа што они све контролираат според вас, они сите геополитички нишани ги даваат сегде во светот. Може, они ми рекле, дај, напни го, Агим, изнервирај го да исчури од сабајле, да не знае кајтера, после треба нешто да го злоставиме после емисија. Ни треба нарушена емотивна фаза. Што збори Љупчо Златев, заеби што збори Љупчо Златев, ти си тресе зелени од Југославија, му он мене ќе ми ја каже Југославија будал. И затоа денеска петак дан за метак идеме да дупиме нешто. Чао. Поздрав, почитувани слушатели. Не ми рекоа американците да го изнервирам, Агим, ја имав така некоја желја од сабајле. Али ја те суштини волим. Обично сега ни е периодот у радио кога делиме хонорари, а ја на излаз сум многу тежок, ме фаќа. Ја не зијам хонорар дека, ја ако кажеш дека зијам некој хонорар, треба да го докажеш на суд. Да. И ми даде каква идеја, пази, саме набеди дека ја зијам хонорар, нема доказ. Ја го тужам, го судам, пошто јавноста го кажал, тука му зијам 20.000 евра. Не реков ја дека ти си зебал, ја реков дека делиме. Ја реков дека делиме. Како ми шиптарите паметно размишљаме, а? Будала. И замисли се Америка ќе го поддржи усео. Види. Ќе врши притисок у судов. Види, Америка дале у луци барка мече. Почитувани слушатели, се гледаме во понеделник со колегата Столе Наумов, кој се уште не е на црна листа на Соединетите Американски Се извинам, може уште еден збор само? Да. Дава просторно. Народе македонски душо на пате на 5 века турско. Не ми замерајте што вака губам нерви понекојаш, али кога ќе почне некој да ми чепка по онаа бивша Југославија, па што сакате наречите ме, ама лепше смо живели. Пушти шо Кења ово е дека Љупчо Златев. Значи, нивната Југославија била толку добра што толку лесно се распаднала. Јана била толку јака армија што на крај пуздер ги направи. Изгубиле од Ловџија у Словенија. Толку биле јаки они, толку биле организирани. Толку биле. И до ден денес живеат во истите митови. До ден денеска во истите митови живеат. Некој друг им е крив, некој друг им прави нешто. Не се они одговорни. Не се они одговорни. Америка е крива. Америка им рекла, нив ги изманипулирале, им всадиле национализам. Јена била најака у свет армија, изгубила од Ловџија у Словенија. Јавно во етерот кажувам ти денеска се спаси од Куршум. Ајде. И денеска се спаси од Куршум. Мора да пријавам у полиција, со Куршум. И да пријавиш. Имам Панче Тошковски, те молам по службена должност, донеси тука едно Панче, комбе. остего, соберете го. Панче, остего што Кењове нема везе. Соберете го, Агим, нема друго чаре. Поздрав, почитувани слушатели. Чао.